to watch above us all. But instead of obeying them all, we got a mind and we gotta burn it with fire. To burn up them lies, burn up corruption, burn up them lies. Fire, cause fire brings peace, fire brings justice, equal all things. Fire, to burn up them lies, burn up corruption, burn up them lies. Fire, cause fire brings peace. Oh Lord, I knew that's the way. About this society way of life is how long we are meant to last and how long we controlled. So when I see how much borders and orders they put up to forbid the light, I stand here before you all, cause you got a mind and you gotta burn it with fire. To burn up them lies, burn up corruption, burn up them lies. Fire, cause fire brings peace, fire brings justice, equal all things. Fire, to burn up them lies, burn up corruption, burn up them lies. Fire, cause fire brings peace. Oh Lord, I feel that's the way. Од април 2007 година постои дружината која себе си се нарекува Conquering Lion. Од тогаш формиран е тетовскиот реге бенд чии членови се најпозитивните лица, кои функционираат во неверојатна хармонија, а пријателството е нераскинливата нишка која ги поврзува. Момците позитивните вибрации ги испраќаат и преку својата музика. Со песните ја шират љубовта и енергијата и ги рушат зидовите кои општеството ги наметнува. Мир, љубов и единство меѓу луѓето. Ова се вредностите кои ги ценат, применуваат и преточуваат во музика. Од своите почетоци создаваат авторска музика во реге, даб и хардкор правци. Ја живеат растафари културата, која е дефинирана како движење и идеологија, со која се промовираат љубовта, слободата и еднаквоста. Conquering Lion почна као дружина една што возе се скейт сваки дан онака низ град, и пошто немаше скейт парк тоа време. Заедно се движевме по различни концерти, слушавме доста бендови као екипа заедно и дојдовме до идеја да направиме бенд самите ми и да почнеме да правиме нешто поразлично од до тогашната сцена, да кажем, што се дешаваше у Македонија у тоа време. Додуше имаше поише бендови што се бава со авторска музика, ама имаше и доста што свира, да кажем, кавер варијанта. Така да сакавме да отскокнеме некако од тој момент и почнавме да твориме у реге, даб и хардкор правците. Ги одбравме нив реге, го одбравме чисто заради поруката што ја носи за мир, љубов и единство меѓу луѓето, а и пред све што е бунтовна музика. До името дојдовме преку реге културава Растафари, што ја носи со себе, значи Хајле Селаси е као така еден вид на, да кажем, бог, иако не е бог, туку еден вид на олицетворение на нешто добро, на тоа како треба да се води еден народ
и како да поступува народот меѓу себе, да има онака пазење, делење и да нема никакви кражби, нити тепачки за некои глупости како што се паре. И еднакво се залагал меѓу луѓето да има у тоа време. Лидер бил. Се залагал за еднаквост пред све, не само у Африка, туку и пошироко неговата идеја. И едно од неговите така наречени, да кажем, псевдоними е Lion of Judah, The Conquering Lion, у превод освојувачки лав. И така дојдовме до името, као ако биде нешто, да биде онака баш од корените на Растафари културава, и така дојдовме до името. Стигнавме до Conquering Lion, ни се свиѓаше на свите во тој момент, окей, ја прифативме и бунтовноста што ја носеше самото име. И нормално работата што ни преостана и уште ни преостанува да ја завршиме, а тоа е да ја споделиме оваа порука со што поише луѓе у светов. Па се дешава да се менјаат членови, тоа е нормална ствар у бенд, значи светски бендови се дешава да менјаваат член. Никад не знаеш на човек што може да му дојде у животот и зашто да замине, сигурно никој не би заминал кога све би било идеално. Ама ете се дешава некои турбуленции у животот што мора да отскокнеш. Од првата постава до сега имамо променето колку? 1, 2, 3, 4, 5 или 6, може и 7 члена. Ама свите имали удел у градење на музика. Тачно, тоа е тоа. Поздрав до нив, знаат. Поздрав до нив, знаат добро кој са ги пишува на официјалниот сајт. Мислим, респект што беа со нас додека траеше све тоа. Сите овие години. Во октомври 2009 година бендот го издава својот прв албум, едноставно насловен како Ај, за PMG Recordings, на кој што може да се слушнат 10 песни. До сега, покрај настапите низ Македонија, бендот има настапувано во Германија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Грција, Романија и Бугарија. Цел Балкан, почнувајќи од Грчка, завршувајќи со Босна, горе со Хрватска, после од Европа имамо свирено Словенија, Словачка, Чешка, Холандија, Германија, Полска, Романија. Мислим дека е тоа. Па и клубски фестивали, зависи кој период било, некад било април, некад било лето. Некад било зима обично немаш толку многу фестивали, имаш некој затворен тип, поше клубски концерти се дешаваа, да кажем, у тој период. Ама, ете, значи на различни манифестации и на различни ствари, некад делиш стејдж со 3-4 бенда вечерта, некад си сам и мора да идеш цела вечер до крај. Колку сте задоволни од настапите надвор од земјава, како е овде во Македонија? Па, доста смо задоволни од надвор, затоа што е многу интересно што луѓе во Македонија некад помалу изгледа дека не поштува отколку некој у странство. Општо регево е поиќе прифатливо. А и општо заради може заради целиот тој стил. Не е уште развиено и прифатено. Па мислим слаба промоција на медиуми за таа музика и на дали радио, дали телевизија. И светски имиња слабо доаѓа за да видат луѓе. Тачно. Ретко, значи кога е 2006 било прв пат да дојде Wailers, значи бендот на Боб Марли на таксират да дојде за да се, да кажем, малку даде некоја слика за тоа што е реге и што подразбира целата музика и целиот стил што носи со себе. Ама, најде здравје Боже. Можда ќе биде боле, ќе налета некој. Ако ступне здравје Burning Spear, овдека тоа може и да збориме за посериозна реге сцена. Некои други вака интересни случаи што ги паметите од настапите надвор, нешто што ја останало во сеќавање? Па има доста интересни ствари. Интересно ми е на почеток на турнеја балканска, кој појдовме Грчка, комбето ни се расипа. И од Гевгелија слеп служба дојде, не зедоа, го наместија и изгубивме колку концерти. 2-3. И после Бугарија пак на вечер и добри изгубивме уште концерти, го гуравме 5 сабајле, тоа ќе опамтим. Само што стигамо на местото, испадна, нели? Да, испадна на самото место да стигнемо и ни вика газдарица вака ништо од концертот касните и само што заминуваме од локалот ни се расипува уште еднаш комбет. Значи не може да биде. Ама на крај испадна све добро, тоа. Се испадна добро, да. Почетокот на турнејата беше лоша, испадна натаму добра, стиснавме зуби, изгуравме до крај. Хепи ендинг, некако се спаси. Волјата и вербата у самата музика и у поруката што ја носим, мене лично ми е тоа што некако гориво за да идем дале. И тоа смо се пронашле, тоа го правиме, тоа ни исполнува и имамо сила. Значи моментот кога ќе се качиш на стејџ и кога ќе видиш
10, 100, 1000 луѓе насмејани и тие пеја песната и ја сваќаа вибрацијата и енергијата, тоа е нешто за што вреди да идеш до крај. вториот поред албум со наслов Know Your Wisdom, излезе на 26 август 2011 година, пошто следеше балканска турнеја од 1 до 25 септември. Како едни од поважните настапи на Conquering Lion може да се издвојат оние со Ману Чао, Gentleman, Donald Minot, Horseman Coyote, Raz Zakari.
darling, and one is good. One is a trickery and one is a good. So, passing around about the way to lead the youth. Ambulance and charity, variety to choose. Reading is priority to profit from a theft. We'll be looking at the choice we made. And yet the world has done society. That it reads them about morality. Pandy you see them make celebrities. They got in the press, not about them. I thank you for welcoming me here. Rastafari love. So that's right. Conquering Lion, are you ready to roll? Let's go. Yeah.
Освојувачките лавови, како што гласи и нивното име, имаат издадено 3 албуми, а интензивно се подготвуваат и за 4-тиот. Моментално немам уште снимено лайф албум од некој концерт, што е и тоа е у план. И полека се движиме кон 4-ти ствари, тоа е нешто на кое сме насочени у моментов. Околу наступите, првите, да кажем, па е доста 5-6, не првите, него едно 5-6 години сами се гуравме онака кај што можеш и кај што знаеш луѓе и бендови да ти помогна да договориш, посебно вон Македонија е многу потешко да договориш нешто, пошто немаш контакти никакви. На тоа сме работале доста и сме се посветиле. И обично сами сме ги тражеле, као и денеска со тоа што задниот третиот албум Revelation беше издаден од страна на Password Production и од нив добивме некоја мала помош, да кажем, у заднијата година дана што се одсеја на букинг и на договарање концерти. Сега за сега нормално продолжуваме колку што може Password да ни помогна колку што можеме ние самите да најдеме нешто, и пак е сведено на таква ствар, значи не е уште у нечиви руки, само и ние да седиме и да легамо и да ни стигаат концерти. Бунтовноста и позитивната енергија која со себе ја носат, успеваат да ја преточат во нивните песни, како што велат тие, реги музиката ги исполнува. Пораката за љубовта, меѓусебното помагање и почитување ја пренесуваат и на сите оние фанови кои верно ги следат и слушаат. Секогаш се одлично прифатени од странската и од домашната публика. Каде и да се појават, со своите настапи измамуваат насмевка и воодушевување кај луѓето, особено младите. Напорната работа и трудот кој го вложуваат резултира со многу успешни синглови, видеоспотови и голема слушаност. Едноставноста, скромноста, креативноста и талентот се нивните главни одлики. Што би им порачале на младите во тето ова векоширо? Да мислеа да слушаа добро, поквалитетна музика, да мислеа добро, да има поише мир и љубов у нив, поише респект спрема авторски бендови, малку да, значи не е ништо страшно, малку да почнеш да експериментираш со друг стил на музика. Значи и јас свирим реге, а слушам не знам, и панк и рап и не знам, и фанк и джез и Френк Синатра и Бери Вајт, што се вика, ама чисто да го отвориш погледот кон други стилови. Значи тоа може да им се препоруча на нашиве сограѓани овдека, поише да го експандира мозокот у други правци на музика. That it rigs them up on morality. Pan the news, see them fake celebrities. Mega industries, knocked up on them and all them alright, they're gonna understand. This will be gone. Think about the living, this is prison and so long. Slippery the trigger are dropping like a cat and them a be another falling apart. Wanna see the tricks just sent to come. No more lies, no more fiction on the yard. Not the cat a battle when the time is up. See them drop, be another falling apart. Let them gonna understand. Be another falling apart.
the stories keep up